Здраво на сите. Моето име е Кирил, а вие сте на вистинското место и ја следите новата епизода на фудбалскиот подкаст Скратен корнер. Со мене како и секогаш е Владко. Здраво, Владко. Здраво, Кире, здраво, Тале. Втора епизода поред имаме задоволство да му кажеме здраво и на Тале. Здраво, како си? Здраво, супер, одличен. Општо вака, како сте момци, како врви животот во полициски час? Добро, малку досадно, не работи ништо. Среќа што имаме фудбал да не спасува, јас тоа викам. Добро е што се играат касно утакмици, инаку стварно нема што да се прави. Како и да е. Веќе сме при средина на април, а тоа значи една работа, дека трката за титулата во Лигата на шампионите и во Лига Европа се ближи до самиот крај. За нас ги оставаме четвртфиналните дуели од овие две надпреварувања, кои, морам да кажам, не почастија со одличен фудбал, многу возбудувања, и затоа решивме да ги сумираме впечатоците и да поразговараме малку баш за овие теми. Како и обично, знаете, ќе задржиме фокусот на Лигата на шампионите, но ќе пробаме да посветиме малку време на Лига Европа, бидејќи и тоа надпреварување има доста интересни клубови кои што останаа во игра. Ќе ве прашам сега вас, момци, од каде сакате да почнеме? Што ви изгледа најинтересно вака за да ја почнеме темава Лига на шампиони? Зидан? Реал Мадрид, Ливерпул, значи. Добро, ајде. Убаво почна со Зидан. Добро го најави, бидејќи мислам дека беше Зидан главниот, како да кажам, главниот актер во овој дуел помеѓу Реал и Ливерпул. Некако испадна дека беше единствениот што не погреши. И од играчите што беа на теренот и од двајцата тренери не погреши во ниту еден момент од дуелите. Човекот се докажа дека си е мистер Чемпионс Лиг. Многу добро знае да ја игра. Го спомнавме тој во минатата епизода, нели? Едноставно не знае за пораз во два надпревари во Лига на шампиони. Изото го спомнавме и во минатата епизода, моментот дека знае да ја менаџира екипата, до полусезона играат климаво и неубедливо, али после полусезона ставаат брзина подоле, даваат на гаста и поминуваат се живо и диво. Свака част буквално за секој потек што го прави човеков и што ни изненадува секоја година, пошто сите си мислиме до полусезона дека толку е Зидан ќе се отиде од Реал. Реал нема да направи ништо и кога повелете. Две титули на крај на сезона. Нигде да има шанси да освои шпанско, има шанса да освои Лига на шампиони и секоја чест фан на Барселона, али респект за човекот, за Реал, играат многу добар фудбал. Секој си знае улогата, секој знае точно што треба да прави, му веруваат на Зидан и на неговите тактики и очигледно тоа вроди со плод. Владко, ајде, за Реал страната ќе те прашам покасно. Сакам ти малку повеќе околу Ливерпул да кажеш. Дали си воопшто задоволен од играта на Ливерпул во овие два надпревари? Не сум задоволен. Ни од Клоп, морам да бидам искрен. Чекав малку повеќе. Упорно си го форсира неговото германска тврдоглавост, као што не е одлика за Клоп, за тренерот таков калибар. И мислам дека Зидан му покажа дека стварно е да не претраума класа подобар тренер од него. Сигурно. Го вади максимумот од играчите, нешто што Клоп го вади, меѓутоа кога му фали пола екипа, и гледаме дека не го вади баш максимумот, за разлика од Зизу, пошто се гледа дека озбилно се гледа дека веќе ги исполни сите очекувања од оваа сезона. Зидан може да влезе во Лига на шампиони во финале, го има најлесниот можен противник од овие. Моментално што се четворица,
Да, имаше лесен распоред во осмина финале со Аталанта, Ливерпул не е баш така лесен. Меѓутоа, ако Зидан ова го освои, мислам ако освои Лига на шампиони, и па еве и шпанско или па и не мора баш да освои шпанско, да го освои Лига на шампиони, според мене мислам дека може слободно да влезе во дискусија за најдобрите тренери на сите времиња. Као дефинитивно малку е она hot take, ама човекот има 3 Лига на шампиони поред како тренер, како фудбалер, според мене најдобар веќе во историјата. Може да се согласите, може не. На тоа ниво кај што играл со тие услови, човекот стварно според мене како спортски работник од да, извините, прекинав. Продолжи. Тоа сакав да кажам дека Зизу очигледно сме го потценувале или не знам што и да се смеевме дали ќе ги спаси Реал, дали не, нели со неговото враќање, меѓутоа не вложува премногу, не купува некои играчи, тие играчи што му се понудени, стварно го вади максимумот, не знам што да кажам. Не вади максимум, не вади, мислам, вади 200% од тие играчи. Одбраната им беше крш целата. Средниот ред окей, ама веќе тие луѓе се стари, трчаат му се не, тоа многу. Практички многу добро се поставува и против Ливерпул и против Аталанта видовме две различни игри. Мислам дека против Ливерпул мислам дека средината на теренот, мислам дека да не претерано 50-60% Тони Крос ја доби првата утакмица сигурно. Па и втората како онака рутински изигра, како изгледаше како да не се мачат многу. Многу ми се свиѓа што го спомна баш Тони Крос од првата утакмица, бидејќи мислам дека баш таа прва утакмица беше особено како беше Реал поставен во таа прва утакмица, го реши овој дуел уште во старт, бидејќи Зидан погоди се во однос на и тактиката и изборот на играчи и како тие играчи ќе се однесуваат и како ќе бидат поставени према противникот. Од друга страна, Клоп мислам дека сгреши со изборот на играчи во првиот надпревар и она што најмногу го забележав како минус, да речеме, во првиот надпревар е дека му даде премногу простор на Крос. Крос имаше премногу допири со топка и топката што му ја даде на Винисиус Жуниор е нешто што можеш да го очекуваш од Крос секој надпревар, секогаш му ги знаеш квалитетите и сето тоа, можеби требаше да биде подобро покриен, би рекол. И потврли малку Клоп во тој дел. Зидан погоди се во тој дел и мислам дека откако го реши првиот надпревар, веќе некако во вториот си излезе само на окей, ајде ќе изгураме оваа утакмица 90 минути неделат од полуфинале. Па да, не е оправдување некој за Клоп дека има повредени, дека му фали пола екипа, тоа можеше да се каже за Реал Мадрид против Аталанта, може да се каже сега за Бар Михен против Париз, па излегува и машки изигра. Бар Михен двете утакмици играше одлично, тоа е друга тема сега. Ќе се вратиме после на тоа, туку Клоп веќе снемува оправдувања како. Дали му се погоди сезона и пол? Се гледа дека Клоп веќе многу најлошиот момент мислам дека беше кога му направи шифт во перцепцијата дека другите му се криви, а не бараше вината кај себе за да може да подобри играта. Кога почна да ги криви другите, кога почна да ги криви судиите, не знам, играчите, распоредот, кога веќе сите други му се криви, екстернални фактори му се битни за нели од таму зависи победата, кога веќе не зависи од него и од тимот, тогаш е веќе касно. И сезоната пропадна за Ливерпул дефинитивно и мислам дека ќе му треба малце време да одмори глава на Клоп и да размисли каде уствари он сгрешил, а не каде зашто другите му се криви, пошто сите тимови имаат повредени, таква е сезоната, нема многу одмор, нема време за припреми. И сите имаат проблем со тоа, сите мачат мака, посебно во овој дел од сезоната. И за сите е исто, правилата се исти, така да не е оправдување. Мислам дека многу работи се случуваат очигледно во Ливерпул, што не се изнесени пред јавноста, така
излегува што излегува, сега ќе видиме што ќе се случи со Ливерпул на сезона. Добро, ајде ќе се задржиме во Премиер лига, да не ја должиме многу темава за Клоп. Клоп ќе си ја мисли иднината во летово, ако успее да освои барем топ 4 место, ако успее да избори, ќе го гледаме и наредната сезона во Лига на шампиони. Ама еден негов бивш клуб против неговиот веројатно моментално најголем ривал се покажа доста добро. Борусија Дортмунд против Манчестер Сити, изненадувачки, иако ги изгубија двата надпревари, покажаа повеќе борба отколку што очекував од нив, а очекував многу малку, да бидам искрен. Исто. Првиот надпревар ми се допадна многу, кога беа стрпливи. Малку имаше неколку ситуации што беа нејасни со судијата, дали беше пенал, па не беше пенал, нели на ВАР го врати. Гол мислам на Борусија Дортмунд, според мене беше чист, што го поништија. Не знам. Да, и според мене. Да, што виде, како виде, небитно, као несретно примија гол од 90 минута, да беа посла противник, ама не беа до толку као надигран или Да, очекував да бидат декласирани. Да. Во 180 минути беа, нерамноправен противник, ама беа прилично солиден противник, им дадоа добри две утакмици на Сити. Тој бе под притисок едно полувреме цело има као Сити мораше да брка. Губеше втора, нели, на реваншот 1-0, со 1-0 испаѓаа Сити. Меѓутоа, да, квалитетот притисна во второ полувреме. Се виде квалитетот као на чија страна е повеќе. Да, меѓутоа генерално сум задоволен и од поставеноста на Борусија Дортмунд и од одбраната на Сити, која што го спречи Халанд, како да кажем. Не му даваше позиции да шутира. Ностоп беше удвојуван, дури некојаш и утројуван, мораше да ги разигра од другите, што резултираше на крај со успех. Го задржаа без даден погодок, примија 2 во двата меча, нели вкупно по еден во двата меча, меѓутоа за екипа као со напаѓачки квалитет као Борусија Дортмунд е дури малку. Ако сакаш да го изфрлиш Манчестер Сити, треба барем 3-4 гола, најмалку да го постигнеш. Браво за Пеп. Сакате преска да истрчат 2 километри, ама не можеш и 2 метри, па се седна на кревет со тоа. Толку се може, да. Ова имаше желба, Ама, да. Чим има ама, пропаѓа вода мало. Да, Манчестер Сити, морам да ти го пофалам дресот. Добар дрес, одличен. Фала ти. Да, кога сме тука и кога сме кај дресот, се надевам дека гледа, односно не знам дека гледа Фала Чатал, поклон од Чатал за роден ден, не знам кога и да беше. Не знаеш кога ти е роден? Ќе стигнеме до неговиот Челси покасно, ајде. Не, Манчестер Сити, нели, уште во првата епизода го одбрав као фаворит што ќе освои Лига на шампиони. Реално се уште го гледам така, меѓутоа со ваков Париз ме плаши. Ме плашат парижаните, меѓутоа сите пофалби честитки до Гвардиола, зашто мислам дека единствено со 10 од 10, така? Да. 10 од 10. Токму така. И убаво што го спомна, и добро е што го имаме Тале тука на подкастов, бидејќи верувам дека е најдобро запознат со неговата работа, со работата на Гвардиола како фан на Барселона. Уште едно полуфинале за Гвардиола, каде што наидува на тежок противник. Какви се очекувањата оваа сезона? Не од Сити, не од нешто друго, чисто од тоа како мислиш дека тој ќе се покаже во полуфиналето. Ова е, да напоменеме, дуел против противник што последен го победи Манчестер Сити, така? Не, предпоследен го победи Манчестер Сити во Лигата на шампионите. Да. Покетино го победи со Тотенхем онаа сезона кога Тотенхем играше финале. Во 95-та ВАР кога го поништи на Стирлинг. Да. Тале, ајде нешто повеќе околу Пеп. Околу Пеп? Човекот дефинитивно знае да ги игра, да го постави тимот за големи утакмици, али не знам колку успел да го вмета тој победнички мајндсет кај Сити. Победнички мајндсет за Лига на шампиони. Колку не веруваат дека може да бидат шампиони. Тоа во Барселона
му успеа бидејќи го имаше Меси, кога го имаш Меси покрај себе, првата сезона особено кога освои го имаше и Ето веќе беше освојувач на Лига на шампиони заедно со Чави и Иниеста, имаше играчи кои што веќе го имаат тоа искуство. Не знам дали ви текнува, пред некој ден имаше изјава на саќе се надоврзам со НБА. Кузма кога кажуваше за Андре Драмонт, за Дре, ствари да. Дека да, он треба да се прилагоди нашата игра, он знае да игра кошарка, ама не знае како се игра победничка кошарка. Така и ова. Токму така. Значи, во таа екипа немаат играчи кои што имаат освоено Лигата на шампионите. И тој мајндсет единствено може само Пеп да им го наметне, бидејќи тој од целиот тим он е тој што има освоено Лига на шампиони. И обично е секогаш тешко да се направи тоа еднаш. Том го направиш еднаш, после за следните генерации, за наредните години може, знаат дека може. Сега успеа да станат шампиони на Англија неколку пати, нели? Да видиме како дали ќе успее да го направи тоа со Сити во Лига на шампиони. Реално имаат шанси, играат одличен фудбал, имаат супер тим, но ја влаче спомна се плаши од ПСЖ, така не се некаде. Сите тимови се подеднакво јаки. Не го отпишувајте ни Челси. Исто и Челси се играат со солиден фудбал. Реал, веќе кажавме, Сити да, и ПСЖ да, али тука некаде се. Не може да се издвои ниту еден како фаворит, барем според мен. Ниту една од екипите не е фаворит. Со тоа што пак би му дал пренос малце на Зидан. Пошто има екипа која што веќе освојувала претходно, ги има играчите кои што имаат освојувано. Мислам дека и кога ќе се врати Рамос во тимот, тоа ќе биде веќе друга димензија. Ќе треба некој тим толку многу да биде надмоќен и не само како тим, туку и самиот тренер да постави тактика што ќе го надмудри Зидан, за да може да направи многу лесно. Во еден направи многу полесно отколку во двомеч. Кај двомеч ако грешиш првиот, вториот може да се поправиш. Мислам дека Гвардиола извини да не те прекинувам, продолжи со моето. Па веќе ја прекина ватше сега. Многу се навика човек. Ќе време вати се деша, не те прпат. Дај му го. Досудено. Следен избацен. Ќе те кикне, бе. Не може, он го креира повикот. Така има што 8 минути. Значи, да сумирам, да, дефинитивно имаат шанси Сити. Да видиме што ќе направат тие играчи, кои од тие играчи ќе се покаже како лидери, ќе оповлечат тимот кога ќе биде најтешко, кога нема да има да играт и ќе видиме. Не се знае. Како што би рекле мудрите фудбалски стручњаци, топка е, се врти. Топка е, се врти. Да, мислам да се надоврзам, но мислам дека Сити уште е главен фаворит. Гвардиола мислам дека конечно научи како се игра фудбал, како се добива Лига на шампиони. Овие два гола од Дортмунд овие два меча се повеќе отколку претходните 8 надпревари што прими само еден гол и тоа од Порто во групи. Тоа е многу битен фактор, значи одбраната на Сити е стегната и тоа е она што добива надпревари двомечи во Лига на шампиони, како гол во гости исто нели се рачуна повеќе, меѓутоа цврста одбрана со сигурност позади, што да не прават киксови, како што се случуваше против Лион, претходно против неколку други сезони уназад од Тотенхем и кај што е изразито поголем фаворит Манчестер Сити, испаѓаат такви екипи заради тоа што се фокусира само на нападот, неколку неискористени шанси, брзи контри, прима голови, фалеше сигурност во одбраната, тоа што го зборевме уште од почетокот на сезонава, на снимањата, нели, дека ако сака да освои Гвардиола Лига на шампиони со овој тим на Сити, прво и основно треба да се среди одбраната. Да се надоврзам на мојатот Натале, да, Гвардиола има победнички менталитет и проба да го наметне во Сити,
Манчестер Сити има талентирани играчи и сето, меѓутоа немаат искуство, односно немаат добивано големи надпреварувања. Истото важи и за Пеп Гвардиола. Дојде во Барселона, освои со Барселона што не беше некој предизвик. Секаде на друго место потврди човекот. Во Барселона начека пола Шпанија. Има искуство од Чави и Иниеста, освоено европско првенство. Претходно освоено Лига шампиони со тоа. Дозволи ми, не. Сега морам да те прекинам пошто споруваш глупости стварно. Не се глупости. Барселона прво Пеп дојде во Барселона и Иниеста и Чави не ба правотинци. Се уште. Го имаше Роналдиньо и Дека. Не, Чави беше. Чави беше. Иниеста неколку години уназад. Се уште не беше Чави што го знаевме ние. Да, пошто му требаат титулите, да. Го извади, значи го трна Јаја Туре, го донесе Бускетс. Пази, донесе Педро. Така, излечи играчи кои што никој не ни знаете дека постои Педро и Бускетс, дека постои. Барселона беше растурена, тимот беше хаос. Освоја 2006 пред да дојде Гвардиола, освоја 2006 и 2009 освоја, да, али тимот беше во хаос. 2008 година кога заврши сезоната, тоа беше ужасен тим. Не беше ужасен, изгубија 1-0 од Манчестер, изгубил полуфинале од Манчестер за 1-0. Значи Гвардиола имаше муда и ги трна најголемите звезди, че го трна Деко, го трна Роналдиньо, направи таква трансформација во тимот за да тој тим после тоа освои титула. И направи револуционерна тактика и сето тоа. Јас не рекол дека не во Фаер 3 титули поред им освои. Во што? Па не е предизвик, не е предизвик кога нас со Шкендија да освоиш, кога не е предизвик тоа. Во Лига на шампиони испаѓаше со Бајерн Мюнхен, испаѓаше од Атлетико, од Барселона, од Реал Мадрид. Не направи ништо со таква екипа, што претходно веќе беше шампион. Ги смени сите играчи. Не направи ништо. Ама ништо не направи. Бајерн Мюнхен освои, имаше освоено без него. Отиде во Бајерн, уште еднаш ќе освојат, ништо не направи. Дојде Ханси Флик, му кажа како се игра. Се смени цела екипа по него. Исто дојде во англиско неограничени средства во Бајерн Мюнхен и во Манчестер Сити. Кој играч го сакаш, еве ти го, донеси Лига на шампиони. Ништо не направи во Бајерн Мюнхен. Исто и во Сити, ако не освои ова, не знам што е. Као Гвардиола е супер стратег, меѓутоа во Лига на шампиони не е негово надпреварување, за разлика од Зидан, кај што паче на многу тренери Лига на шампиони не е нивно надпреварување, поради тоа што не е секогаш во способноста на тренерот. Има многу други фактори кои што играат улога во тоа дали ќе освои Лигата на шампионите или не. Пошто има многу тимови кои што се доста јаки. Не е еден тим да е само јак. Точно, меѓутоа Манчестер Сити секоја сезона е во првите 3 фаворити за освојување и повеќе од полуфинале не може да стигне. Ќе видиме оваа сезона што ќе направи. Испаѓал од Монако, Гвардиола дава 8 гола, прима 8 гола. Испаѓал од Лион лани, од смешни екипи на наводници, зашто не може исто претходно со Бајерн Мюнхен тоа се случувало. Да се префрлиме кон можеби најинтересниот, најочекуваниот дуел од четвртфиналните дуели, Пари Сен-Жермен против Бајерн Мюнхен. Мислам дека и пола од светот испадна да го гледа овој дуел и еве почетен впечаток ќе кажам уште веднаш, 180 минути што не разочараа во ниту една секунда, барем мене, еден од онака едни од подобрите надпревари што ги гледав сезонава, и првиот и вториот. Немаше можеби среќа, умешност во реализацијата Бајерн Мюнхен. ПСЖ оди понатаму, Бајерн Мюнхен може да жали за пропуштени шанси, меѓутоа докажа дека е еден доста солиден клуб, дури и без Левандовски, без Гнабри, пружија доста борба со еден прилично силен ПСЖ. Да, фактички нефим се деси исто тоа што се деси на Ливерпул минатата година. Премногу арогантно и самоуверено влегува во овие дуели. Им студри од глава и да, дефинитивно ако играше можеби Левандовски немаше да биде така расходот, поради тоа што првата утакмица има премногу шанси. Да. Али на крајот се види дека уствари некаква карма им се врати така и студри од глава, поради тоа што стварно беа многу арогантни, беше тоа дури иритирачки арогантно при преднат преваров и така си го добија тоа што си го бара, односно малце да се смират. Па Неймар затоа и се израдува нели пред Кимих со последниот судиски свиреш,
испадна да биде пред Кимих и тука во фаца му си издра кога се израдува, пошто Кимих имаше некоја изјава пред надпреварот дека што и да се случи во двомечот, подобриот од двата тима е Бајерн Минхен. И се тоа веројатно Неймар го прочита како провокација и ете. Па не е прв пат на германците да атакуваат така на Франција, после да си подберат опашките и назад се вратат. Не памтам. Нимат кажувам и ја не памтам, нимат кажувам. Имам читано само. Океј, Владко, да ПСЖ го дискутиравме ние уште од самиот почеток на скратен корнер, од прва епизода ни е една од главните теми на разговор. Успеа да стигне до уште едно полуфинале и сега оди во доста тежок дуел против Манчестер Сити. Да, ајде вака, општо впечатоци од нивната игра, или поединец некој кој што те импресионираше и што очекуваш од нив во дуелов со Сити? Целата игра на ПСЖ ме импресионираше како се сносеа со тој притисок што го има, како прво беа лошо стартува во групи, изгубија од Юнайтед дома во најтешката група во Лига на шампионите со Лајпциг, со Манчестер Юнайтед, со Башак Шехир. Сите ги отпишува дека нема поминат групи. Подоцна кога влегува во осмина финале, нели, се укрстија со Барселона. Барселона влезе тогаш, фати ритам, влезе во форма, ПСЖ тогаш опадна од форма, смена на тренери, се тоа. Индивидуални квалитети ги решава утакмиците до сега. Мбапе исто на Nou Camp, хет-трик, издоминира, дома рутински исто, само се брани и ми дада топката на Барселона, тоа веќе го коментиравме. Истото се случи со против Бајерн Минхен. Пак го имаат најтешкиот противник, пак играат на гости, повторно индивидуални перформанси го донесуваат резултатот. Мбапе исто 2 гола, Неймар добри асистенции, 3 шанси има, 3 гола дадоа, како колосалните шанси ги искористија, додека Бајерн Минхен диктираше и темпо на игра, шанси, шутеви, немаа среќа, меѓутоа на крај резултатот, нели, испадна во корист на Париз. Исто на домашен терен, не дека се повлека како против Барселона, пружа некој отпор, има исто шанси, нели, Неймар пречка, статива, игра добро, изгубија, меѓутоа, нели, помина понатаму и исто сега пак играат против најтешкиот противник можен што може да се падне од овие, според мене, што е прв фаворит. Кога мислам дека Париз веќе, кога го помине Манчестер Сити, дека веќе треба да им ја дадат титулата, бидејќи ги елиминираш Барселона, Бајерн Минхен и сега Манчестер Сити, три од главните 5 освојувачи веќе ги елиминираш на пат до финалето, а меѓу кои тие 5 и ти си четвртиот као. Нереално е ова што го прават со нов тренер на полусезона, со стабилност има некоја екипата како малку е поразличен од лани, бидејќи веќе и на Мбапе и на Неймар веќе им е дојдено преку глава тоа губење, што веќе сакаат да докажат на светот дека може да освојат нешто и верувам дека ова ќе биде дури најубавиот надпревар оваа година во Лига на шампиони меѓу Манчестер и Париз, дури мислам дека ќе биде и подобар од Париз со Бајерн Минхен. Ќе видиме, се надам дека нема да има повреди, како што тоа беше случај со екипата на Бајерн Минхен, каде што пола тим им фалеше. Меѓутоа сите честитки до Бајерн Минхен, зашто со десеткувана екипа искачаш против таков тим и играш машки, као нешто што требаше да направи Ливерпул против Реал Мадрид. Као не треба да отстапаш од играта, да имаш повредени, меѓутоа треба да изгинеш, као што направија Бајерн Минхен. Јас не ги сакам многу Бајерн Минхен, пошто демолираат се во Бундеслига и меѓутоа за сите пофалби беше и стилот и пристапот на игра, као беа послаби, као од играчки кадар и меѓутоа не се откажува. Пак ќе кажам, за Париз ме праша, што очекувам, не знам што очекувам. Јас реков пред да почне
сезоната дека Сити и Париз ги гледам во финале, со Сити шампион, така да не знам што да кажам. Кажав уште минатата епизода дека еден од оваа страна кој да игра во финале ќе биде шампион. Сити, Париз, Баерн или Дортмунд. Дортмунд одма го исклучивме дека нема некои шанси, меѓутоа и цврсто стојам на тоа. Очекувам дека Париз може да му пружи добра игра на Сити и како што рече ти, Гвардиола може сам да се победи. Покетино го има веќе победено Гвардиола во двомеч во Лига на шампиони во полуфинале. Така што не знам, очекувам исто да биде индивидуални квалитети да решат, нели? Така. Тале, ќе сменеше ли нешто во дуелов меѓу ПСЖ и Баерн ако беше фит Левандовски? Или барем Гнабри? Повеќе мислам дека ќе имаш импакт Левандовски отколку Гнабри. И тоа дефинитивно ќе беше во првата утакмица. Кога има многу шанси, а не може да погоди. Пошто Левандовски има 50% реализација у 16-тник. Он ти е Стеф Кари во фудбалот. Ретко промашува. Да, и мислам дека дефинитивно ќе имаше разлика, ќе беше поинаку, али џабе разговараме што е било како било, пошто не беше. И им одржа лекција за фудбал. Покетино најверојатно има некоја книга со забелешки од Мориньо Интер 2000 и некоја 2009-10 таму која беше не 11-12. Да, има собрано некаде. Има најдено, има запишено прашината, па имплементираше нешто ствари во тактиката сега која игра. Пошто тоа беше класика Мориньо фудбал со контри, ме потсети на моментот кога Интер изфрли Барселона, кога Пандев шеваше по левата страна. А што па господинот Пандев по левата страна? Пандев по левата страна. Имаше доста интересен фудбал. Изигра супер со тоа што втората утакмица ги надиграат Баерн дефинитивно и оваа што беше сега што изигра. Немаше шанси Баерн. Едноставно немаше шанси. Мислам дека дури да даде гол Баерн, овие ќе запне и ќе даде гол пак. Значи немаше да ги остават така да пројдат и ќе видиме сега со Сити како ќе се одвива, како ќе се развива ситуацијата, бидејќи иако е двомеч, пак е напомнам Лига на шампиони, зависи како ќе моди на фудбалите, може би да имаат исто како Баерн, куп шанси не може да дадат гол. Така да пак тука многу фактори се во игра. И среќа треба, јеби ќе донесеш топка до 16-ти, ќе има шутеви, треба можеби, треба знаење и сето тоа, али и малце среќа некош за да влезе топката во гол. За да не ја должиме многу, би сакал да префрлиме кон последниот дуел од Лигата на шампионите. Дали е тоа окей? Да. Така, да, немаме што повеќе да кажеме за ПСЖ Баерн. Порто против Челси. Порто против Челси, можеби дуелот кој пред овој циклус над превари предизвика најмал интерес. Меѓутоа Челси некако рутински, сталожено, смирено ја оправда фаворитската улога, ја искористи таа нивна силна одбрана од како ја дојден Тухел, го затвори тимот на Порто да не може да креира ништо и одеше на сигурна опција на, тактиката од како ја дојде Тухел. Ако не примиме гол, е полесно и да дадеме само еден, ќе го добиеме над преварот. Така и испадна. Сега дадоа 2, ама вториот пак го загубија 1-0 со гол во 94-та. Маестрален патем. Ако не сте го гледале, клик одма YouTube, гледајте го голот на Порто. Ајде, коментари, да почнеме од коментари. Имате ли воопшто било што да кажете за надпреваров? За вториот или општо за двомечот? Па, да, подобро да се изразам. За двомечот. За двомечот нема што да се каже, посебно очекуван развој.
Челси убедливо. Колку да пак е 2 разлика на гости победа, дома без некои притисоци, рутински само си ги одигра 90 таму минути. Пулишич извонреден беше. Нешто што ме зачуди. Го нема видено оваква форма, може да се каже, подолго време. И тактиката на Тухел, како што рече и ти, нели? По-безбедно да го сочуваме нашиот гол, отколку да напагаме, па после да се чудиме ако приме некој гол, кај што се рачунаат головите во двумечи вакви, така да не знам што да кажам за Порто, браво за дечките што никој не ги гледаше тука реално. Во четвртфинале сите ги отпишавме против Челси исто, сега меѓутоа овој пат погодивме сите, така што ќе видиме Тухел како ќе се постави со нова екипа против Реал Мадрид, против Зидан, што е, како што кажавме на почеток на епизода, што е маестрален стратег, особено за двумечи во Лига на шампиони, така да ќе видиме. Не знам што друго се каже за те двумечи. Најмалку интерес предизвика, барем кај мене, верувам и кај вас, така. Па да, не се очекуваше ништо интересно, пошто се знаеше дека Челси нема да биде нешто екстра атрактивен за да се гледа, нели? А од Порто не се очекуваше многу и повеќе беше Челси во улога на конда, само губуши противникот, даде голови, си го се заврши работата рутински. Но тоа што ми е интересно е сега тоа што играат против Реал и моментот дека Тухел против Зидан ќе се судрат е доста интересен, пошто двајцата даваат се одлични тактичари двајцата. И двајцата се одлични тактичари и ќе биде интересно таму. Не верувам дека ќе има голови, пошто ќе играат safe play со црста одбрана, но и за претходно такмици тврдевме дека можеби нема да има многу голови, па се испостави дека имаше многу голови. Ќе биде интересен двомеч. Дефинитивно ќе има добар фудбал, иако можеби не кој знае колку атрактивен, али ќе има тактичко надигрување помеѓу Зидан и Тухел, кој што ќе биде вреден, што ќе вреди да се гледа. Мислам дека тиму ќе изненади конечно. Нема да биде изненадување, така очекувано да конечно треба поработи, да. Иначе се сложувам со Тале дека треба време да се вклопи и играч во екипа. Нешто слично беше со Пулишич кога отиде во Челси, нешто слично се случува и сега со Вернер и со Хаверц, само што со Вернер и со Хаверц проблемот е што има и јавноста и навивачите и па и сите имаат очекувања преголеми од нив и сакаат веднаш да функционираат работите. За голема среќа на Челси што има конкуренција друга, што има некои играчи нели што ги извади, дали Лампард, дали кој да, па може да се пополни тоа место као играчи као Маунт, као додека кога беше Пулишич на нивно место немаше толкова конкуренција и немаше лесно кој да го замени. За Вернер и за Хаверц очигледно дека станува збор за играчи со одличен квалитет. Вернер, како што рече Тале, играа во Бундеслига, меѓутоа Вернер не играше во екипа као Келн, туку играше во Лајпциг, што стварно јака екипа, не играше полуфинал Лига на шампиони, испадна од Париз. Исто беше гол играч, тоа што му требаше на Челси, меѓутоа во Челси стана скроз друг тип на играч, нешто слично како во германска репрезентација кога го гледам. Повеќе кога да бега од голот, повеќе кога да влече на лева страна, кога да бега на крило, што не треба тоа, не се очекува, веројатно не само на туку никој не го очекува тоа од Вернер, нив им треба гол играч. Земан е за да дава голови, барем 20 голови во сезона во Премиер Лига. За Кај Хаверц можам да кажам дека, како што кажа и ти, као добар е, има добри моменти, меѓутоа има и лоши, не е конзистентен. Кога како за екипа као со калибар на Челси не им треба такви играчи, туку им треба
некој што е стабилен, што редовно ќе се види во врна форма. Меѓутоа млади се уште, кој што кажа Тале, треба да им се даде време и да се верува во нив. Сега дали оваа сезона е скоро и заврши, дали ќе ги кошта тоа, па не верувам дека само нивната форма дека ќе ги кошта Челси. Цела сезона играат така, треба се спремни на се. Мислам дека може да ги кошта само да поминат понатаму доколку дадат гол или доколку проработат као овие двајца играчи. Момци, ги покривме двојкиве од четвртфиналето од Лига на шампиони. Сега ќе ги повторам уште еднаш само надпреварите од полуфиналињата. Предпоставувам дека Бобо тука некаде ќе ги стави со графика. Реал Мадрид игра против Челси. Манчестер Сити вкрстува со Пари Сен-Жермен. Два од овие 4 тима ќе гледаме во финалето. Предпоставувам дека кој да отиде таму ќе гледаме прилично добро финале. Убави 4 тимови останаа во игра. Мислам дека и сосем оправдано за секој од овие 4 тимови. Не гледам некој што случајно залутал тука. Така што имаме тек уште добри, како му доаѓа, неколку 5 надпревари пред нас за гледање. Не е лошо. И стигнавме до самиот крај, кај што ќе им посветиме малку време и на нашите помалку среќни навивачи, односно оние што одбрале малку полош клуб и нивните клубови играат во Лига Европа. Лига Европа стигна до истиот стадиум каде што е Лигата на шампионите, односно до полуфиналето. Веќе се познати двојките. Два интересни дуели од неколку различни причини, повеќе историски причини. Манчестер Юнайтед против Рома и Вилјареал против Арсенал. Манчестер Юнайтед Рома последен пат можеби ги памтиме дека играа во Лига на шампиони и Юнайтед онака им заби 7, ако добро памтам. Мислам тоа е последниот битен надпревар што го играа овие два клуба. А Вилјареал Арсенал не интересира од една друга причина, бидејќи ова е враќање за Унај Емери во Лондон и прв контакт со Арсенал откако беше отпуштен од клубот. Па е вака на кратко. Кој од овие клубови ги гледате како фаворити и што очекувате од дуеливе? Зарем може да се каже дека двете англиски не се фаворити, големи фаворити се. Ќе биде интересно враќањето на Емери во Лондон и уште една шанса Вилјареал да се реваншира на Арсенал за она 2006 полуфиналето. Промашен пенал на Рикелме, така беше? Да. Боли. Ги сврли Интер во четвртфиналето, нели? Капдевил мислам дека да е гол. И да. Во полуфиналето испадна од Арсенал, кој што изигра во финалето против Барселона и изгуби. И мислам дека, но сепак нема шанси да ни играчки, ни не мислам дека ќе биде англиско финале и искрено мислам дека оваа година може не мислам туку големи се шансите да има две финалиња со 4 англиски екипи. Пак Манчестер Арсенал, па не знам, не памтам кога било. Со 4 со шпанско. Челси Арсенал во Лига Европа, Тоттенхем против Ливерпул. Да, и Ливерпул Тоттенхем. Да. Па пак мислам дека ќе биде и да докажат уште еднаш дека англичаните дека најдобрата лига во светот, џабе ги плукаат. Кај Рома нема што да кажам, само можам да кажам дека ги гледав против Ајакс и комодно може да кажам дека не може да не заслужено, ама мислам дека не изигра добро. Ајакс двете утакмици беше подобар, нема среќа. Тадич промаши пенал во првата, втората поништен гол за 0-2 на Ајакс. Подоцна Джеко нели постигна гол за израмнување и пак Ајакс напаѓаше, има шанси, меѓутоа нема среќа, така да се провлече Рома за разлика од други екипи кај што убедливо беа поеќе од своите противници. Манчестер Юнайтед два пати против Гранада победи, Арсенал на гости ги реши Славија Прага, Вилјареал исто два пати успеа да победи против Динамо Загреб.
за наша несреќа нели веќе имаме 20 репрезентативци таму. Така. Квалитетот е на страните на Юнайтед и на Арсенал, така да јас тие екипи ќе гледам во финале. Друго не знам што да кажам. Сега, преферирам вака да ја задржиме на кратко оваа анализа на Лига Европа, а вие, фановите, ако сакате малку подетално да разговараме за вашите клубови, еве, имаме предлог. Ако оваа епизода стигне до 30 лајкови на нашата Facebook страна, ќе направиме специјална епизода во која што ќе ги продискутираме овие работи на малку подолго, на малку пошироко. Значи, шерувајте, праќајте подругари, лајкувајте, кажете им на родителите да лајкуваат таму, значи сакам на секој еден наш фан, мајка му и војна му да имаат лајкнато таму на Facebook страната, да стигне до 40 лајкови и ние да си спремиме уште една нова епизода. Предпоставувам сме договорени. Од ова 11-та епизода на Скратен корнер толку, момци имате нешто да додадете? Немам, само поздрав до тетките и војните што ќе лајкуваат. Јеј! Од сите нас. Тоа е тоа. Гледате фудбал, забавувајте се. Се надеваме дека за кратко ќе завршат и овие ствари со раниот полициски час и се останато. Останете добри, чувајте се, грижете се за здравието. Поздрав до сите наши фанови, до сите што не гледаат, до сите што на било кој начин го поддржуваат подкастов. Скратен корнер спрема и нови работи. Не стагнираме, не седиме така, ама бидете трпеливи и ќе дознаете. Со уште една епизода се одјавуваме. Пис. Чао. Тоа